Утрински стихови од Библијата. 14 декември. Ангелите се грижат за грешниот човек. Така ви велам, се радуваат Божите ангели заради еден грешник кој се кае. Лука 15:10. Ангелите паднале ничкум пред нозете на својот заповедник, нудејќи го својот живот за жртва заради човекот. Но животот на еден ангел не би можел да го отплати долгот. Само оној кој го создал човекот имал моќ да го искупи. Меѓутоа, ангелите сепак требало да имаат удел во планот на откупувањето. Христос требаше да биде сторен малку понизок од ангелите, за да може да ја вкуси смртта. Кога тој ќе ја земе човечката природа, неговата сила не ќе биде еднаква на нивната, па тие ќе треба да му служат, да го зајакнат и да го утешат во неговите страдања. Тие исто така требало да бидат службени духови, определени да им служат на оние што ќе го наследат спасението. Нивна задача ќе биде да ги штитат оние што се предмет на благодатта од силата на злите ангели и од темнината што сатаната постојано ја фрла околу нив. Ако имате заедница со Христа, вие секое човечко суштество ќе го проценувате според неговата проценка. Вие ќе ја чувствувате кон другите истата длабока љубов што ја чувствувал Христос кон вас. И тогаш ќе бидете во состојба да ги придобиете, а не да ги терате, да ги привлечете, а не да ги одбиете оние за кои тој умрел. Во ова дело, сите ангели на небото се подготвени да соработуваат. Сите небесни ресурси им се на располагање на оние што се трудат да ги спасат изгубените. Ангелите ќе ви помогнат да ги досегнете најбезгрижните и најтврдокорните. И кога еден од нив е доведен назад кај Бога, цело небо се радува. Серафимите и херувимите ги земаат своите златни харфи и му пеат слава на Бога и на јагнето заради нивната милост и добрина кон синовите човечки.